Јас не одлучувам, не сум влијал да се вработи и ќе му оставам на мојата сестра да одлучи дали сака да продолжи да биде вработена во таа институција или не. Тоа е незина одлука. Само ова ќе го Ова, кажам. Ова е заради сомнежите на граѓаните, на јавноста, дека во ова општество сите немаат еднакви шанси. Еве, вашата сестра Влора стана вработена во МЕПС-от како сте вие функционер. Зашто тоа не се случи пред 2017 година? Тоа е прашањето што сите си го поставуваат. А вие зошто не работите во друга телевизија, но работите во ова телевизија? А не е тоа коректно Не е прашање. коректно, Не може со прашање на прашање. Знаеш што? Значи, мојата сестра е полнолетна. Okay. Не живее со мене. Првично. Ако сакате вие за ние што водиме институции во Република Македонија да влијаеме за тие да заземат одлуки пошто нашиот интерес или ние да добиеме во јавност, јас тоа не верувам дека би требало да го направиме. Тоа е мојот став. Но, како што не треба ни да влијаеме за тие да се вработуваат. Вие сакате да кажете Значи, дека немате влијание. според вас, ние ако сме влијаеле тие да бидат вработувани, ние имаме можност да влијаеме и тие да дават откази. Не знам, еве кажете вие. Дали сте Но влијаеле? значи, ја ви кажав и предходно дека не сум влијал за таа да се вработи во МЕПСО и немам право да барам од нејза да се повлече. Тоа ќе биде нејзина одлука. Премиерот ве прозва практично вас функционерите, бидејќи треба да дадете пример на сите граѓани во државава. Вчера беше спомнато дека и Шуранајката, значи сопругата на вашиот Шура е вработена во Елем. Дали истото важи ова сега што го кажувате и за сестрата? Објавија дел од медиумите. И што е поврзаноста со жената на братот на жената на министерот? Па како не, тоа е роднини сте, како сватови сте. Можете директно да влијаете. Високо сте позиционирани. Па јас ви кажав дека не сум влијаел за вработувањето на сестра ми, пошто немам ни можност како да влијаем. И не бил пријавил. И таму нема можност. Значи, вие потполно знаете, пошто ги следите, значи, сите вести што излегуваат од економија, дека во надлежност на Министерство за економија со новото решение е само македонски енергетски ресурси. Другите енергетски компании не се во надлежност на Министерството за економија. МЕПСО е во надлежност на Министерството за транспорт и врски, а ЕЛЕМ е во надлежност на владата на Република Македонија. Ако ние сега даваме одговорност или треба да објасниме за секое вработување на четврто, петто, шесто, таму седмо колено и вработување како што прашавте вие за жената на братот на жената на министерот, тогаш ја не знам би требало секој ден да даваме ние како вршители на јавни функции објаснување за вакви вработувања. Првично, јас живеам во Скопје, тие живеат во Струга, а истовремено вие знаете дека немам ја никаква крвна поврзаност со нивното семејство.